Надлежните од земјава најавија контрамерки, доколку Косово не ја повлече одлуката. Од Министерството за земјоделство и Министерството за економија информираат дека пратиле официјален допис до ЦЕФТА, Европската унија и Косовската влада. Бараат повлекување на времената одлука. Македонските ресорни министерства најавија средба со косовските колеги во текот на следната недела, кога ќе разговараат за надминување на проблемот. Времената мерка речиси го запре извозот на македонски производи од земјава. Денеска границата ја поминале само 3 камиони со вкупен извоз од 30 тони, информираат од Царинска управа. Оваа количина представува 1/10 од просекот на земјоделски производи, што на дневно ниво се извезува во Косово. Шефот на македонската дипломатија пред денешната официјална посета на Косово ќе побара од косовските власти итно решавање на проблемот, потенцирајќи дека воведувањето на контрамерки може само дополнително да ја влоши ситуацијата. На мерката се спротивставија и косовските и земјоделците во земјава, велат дека одлуката е неразумна. Косовската времена мерка официјално стапи во сила на 18 јули и со неа се зголемуваат за 30% царините за увезеното овошје и зеленчук. Опфатени се вкупно 21 сорта земјоделски производ. Мерката ќе трае 3 месеци и важи за сите држави што извезуваат во Косово. Одлуката беше донесена ненајавено. Не беше известена ниту една земја членка на ЦЕФТА. Најпогоден од оваа мерка ќе биде извозот на македонските домати. Вкупниот извоз на зеленчук и овошје од Македонија во Косово во првата половина од годинава вреди околу 40 милиони евра. Македонија не увезува земјоделски производи од Косово.